Добар ден пред се на сите. Ви благодарам на присуството. Ја користам приликата, да ја поздравам министерката, почитувана министерке, Мила Царевска, практично нивното министерство е и носител на овој закон и напорно работеа на него, директорката на Агенцијата за вработување, како и Тања Марковска, од ИСАИД, кој што секогаш се добар партнер на владата на Република Македонија и практично со нивната помош даваа значителен придонес во целокупното работење на сите сектори во владата, а со тоа индиректно и на сите граѓани во Република Македонија. Овој закон кој што денеска е поставен на јавна дебата и кој што ќе биде поставен на електронскиот систем, на владата, кој што ќе можат сите да го видат и да го прочитаат, ја почнуваме со денешниот настан јавната расправа по тој закон, во кој што сите сте добродојдени да дадете свој прилог, свој коментари, своји идеи, да се обидеме сите заеднички овој текст на закон, да го подобриме и да го направиме таков каков што ќе биде користен за сите кои што се заинтересирани за законот, а тоа се пред се младите луѓе, практикантите до 29 години кои што треба да бидат корисници, односно треба да бидат практиканти во фирмите, а од другата страна тоа се секако и компаниите застапени преку стопанските комори, кои што треба да го моделираат законот така да тој биде за нив користен. Денеска сите знаеме дека еден од најголемите проблеми во стопанството и во економијата на Република Македонија е обезбедувањето на кадар за компаниите кој што ќе биде соодветен на нивните потреби, а од друга страна пак нормално и за младите луѓе кои што бараат вработување е многу добро да тие бидат точно така да речеме едуцирани и прилагодени на потребите на тоа стопанство и на потребите на компаниите или генерално земено на потребите на економијата. Тоа е практично она што сакаме преку овој закон да го постигнеме, да го помогнеме и да го олесниме тој процес ние како држава и како влада, да од една страна младите луѓе добијат подобри сознанија што се потребите на економијата и компаниите во Република Македонија, а од друга страна да компаниите им дадеме шанса и можност да таквите млади кадри ги профилираат согласно потребите на реалната економија. Доколку треба со една реченица да го дефинирам или да ја дефинирам суштината на овој закон, тоа би била таа реченица која што сега ја објаснив. Тоа е суштината на овој закон. Прв пат во историјата на Република Македонија се обидуваме ова прашање законски да го решиме и да го на некој начин профилираме. Тука и даваме централно значење и на Агенцијата за вработување, која треба да се појави како институција во државата која што ќе ги верификува и евидентира оваквите договори кои што ќе бидат склучени помеѓу практикантите и компаниите кои што ќе бидат корисници на оваа услуга од страна на практикантите. Се разбира, цениме дека ова е многу добро пред се за младите луѓе, бидејќи тие ќе имаат една реална шанса да стапат во контакт со компаниите и како секој млад човек кој што на почетокот на својата кариера и нема точна представа она што го учи како ќе го имплементира, да му помогнеме да има подобри сознанија и на тој начин да го креира подобро и својот живот, а и својата професионална кариера. Јас не би должел повеќе да навлегувам во суштината на законот, за тоа ќе биде оваа јавна дебата. Вие сите претпоставувам дека имавте шанса да го погледнете и доколку имате предлози, ве замолувам да истите ги доставите. Јас можам само да гарантирам дека тие ќе бидат соодветно разгледани, ќе бидат земени во предвид и се надевам дека на крајот од целиот овој процес, кој што се обидуваме да го направиме најтранспарентно што може, ќе имаме еден одличен текст на закон. Ја користам приликата уште еднаш да им се заблагодарам на УСАИД, на министерката и на сите вработени во нивното министерство, да им честитам за напорот што го направиле да дојде до овој закон и да се оформи текстот на овој закон. Ви благодарам.